сите и добре дојдовте во моето ново видео. Поточно во денешниот влог. Јас сум официјално на одмор од денеска па натаму, скоро 1 месец. И многу сум среќна, многу се радувам. Искрено, одмор така ми треба, мислам дека дојде точно во право време. Иначе, одморот не беше планиран вака, како што ви кажував во претходните видеа. Требаше да имам одмор крајот на јули, но поради реновирање на нашиот ресторан, принудени бевме да го земиме одморот во цел јули, поточно од почеток на јули па се до крај, затоа што тој процес ќе трае некаде околу 2,5-3 недели, ама мислам дека ќе трае и подолго, но ќе видиме. Друго нешто што сакав да ви кажам, денес купуваме нова машина за перење, затоа што старата машина престана да работи, едноставно престана и сега некое време пере во машината на мајка ми, но сватив дека мене навистина ми треба машина и не можам повеќе да одложувам и затоа денес купуваме машина, но јас нема да одам да купувам машина, тоа ќе го направи Филип, затоа што тој работи и ќе купи машина и вечер ќе ја донесе дома. Што јас правам денес? Имав неколку повици што требаше да се јавам, затоа што денес е понеделник, обично во понеделник ги средувам сите тие работи и се трудам да завршам се, за да немам понатаму во неделата други работи што морам да ги правам и да ги мислам. Едноставно, најмногу ми одговара најголем дел од моите обврски да ги завршам во понеделник, така јас се чувствувам продуктивно и многу полесно. Друго нешто, денес планирам да снимам видеа, 3, имам 3 идеи кои што треба да ги снимам. Едно од нив е Shein haul, кој го одложувам веќе толку долго, но е редно време да го снимам. Друго нешто е да го исчистам компјутерот и телефонот од непотребни работи, затоа што повеќе немам меморија, немам каде да зачувам видеа, немам како да ги едитирам и тоа многу ме изморува, затоа што не можам на време да стигнам се да завршам. Тоа е единствено што треба да направам. Имам уште едно видео кое што не ми е едитирано. Тоа е како го средувам плакарот. Тоа го снимав може пред 1 месец, но ќе го објавам, планирам. Само ќе видите дека сум облечена во дуксерка, тогаш беше ладно времето. Друго нешто што сакав да ви кажам, тоа е тоа. За 5 дена некој имаме роден ден во фамилијата и после тоа заминуваме на одмор. Што се однесува на одмор, ние се уште немаме ништо букирано и тоа толку многу ме мачи, затоа што знам дека секој пат кога чекаш е се поскапо и поскапо и не можеме да се одлучиме каде. Тоа најмногу ме изморува, но се надевам за брзо ќе одлучиме. Секој пат се шминкам тука, се ги валкам креветите, но тоа е едноставно навик. Направив едно турско кафе. Сега ќе пробам да избришам нешто од компјутер, да намалам на меморија и да го пием кафето рајт и нешто барем да завршам. И факт, секогаш пием од оваа скршена чаша, скршен филџан. Од луштен филџан. Време во овде е премногу жешко. Многу пати мислев да излезам на тераса или во двор и да снимам видеа или да едитирам надвор, да пием нескафе. Не можам да ви опишам колку е жешко и колку е запорно и колку едноставно не можам да верувам дека ова се случува во Германија, затоа што јас еве веќе 5 години живеам овде и првите лета воопшто не беше жешко. Сега сме месец јули, но јули, август, па дури септември се многу жешки месеци. Друго нешто што сакав да ви кажам, пред некој ден бев да пазарам, сакав да ви снимам влог,
но навистина немав што да ви снимам, затоа што уште 5 дена сме некаде тука и не купив многу работи, но секој пат пред да одиме на одмор се случува истото, да одам скоро секој ден на продавница да купувам работи, затоа што едно ми фали, друго ми фали, трето ми фали, но денес планирам малце да излезам и да прошетам со сестра ми и со една моја другарка, затоа што едноставно сум сега слободна и имам повеќе време и повеќе време за дружење, а можеби и повеќе време за шопинг. Претходниот викенд, односно вчера, завчера и во петокот имаш тука кај нас фестивал и многу беше убаво. Лани за тој фестивал ви снимав влог, но годинава не стигнав ништо да снимам, затоа што вчера беше, иако беше недел, беше мој последен работен ден, иако работев 2 сати, не беше баш лесно да кажам, можеби поради овие сите жештини. Знаете, моравме да го затвориме ресторанот, мораше да се чисти, да се изнесат сите тие работи и навистина остана се така празно и многу ме интересира како ќе изгледа после тоа. Намерата е да се реновира и да се стават некои нови продукти. Јас сум многу возбудена затоа што јас лично се ја сакам работата и многу ме интересираат нови работи и многу ме интересираат сите тие работи поврзани со Макдоналдс. Јас направив едно кратко видео како тоа изгледаше нашиот ресторан пред да се реновира, односно еден ден кога бев прва смена го снимав и многу сега одвај чекам да помини да видам како ќе биде внатре и би сакала исто да го снимам како пред и потоа, па можеби ви ставам едно кратко видео. Да, тоа е тоа што се несува до ресторанот. Како што кажав, денес планирам да излезам малце и ќе ве носам со мене. Вода со мраз е единствен спас во овие денови. Како оваа камера фокусира. Видете? Ништо неверојатно. Стигнав до 17 минута, видеото трае 41 минута, што значи можеби некаде уште пола сат или повеќе треба да го едитирам. Кафето го испив. Сега се направив смоки со јогурт. Благодарение на Мартина Cooking. Така, Мартина Cooking, што ја следам на Инстаграм. Од неја ги прегледувам тие носталгични рецепти што ме потсетуваат на тоа време кога бев помала. Продолжувам да едитирам. После
не знам колку минути видеово е готово. Сега чекам само да ми се префрли уште едно видео преку AirDrop на лаптоп. Не знам зашто е толку бавно, само 17 секунди е видеото. Што треба да го вметнам и две делчина, ете стигна. И две делчина што треба да ги исечам, да ги ставам напред и можам да го пуштам да се експортира. Ова беше толку многу долго видео, 30 и нешто минути, вкупно е 35 минути, не, 36 минути и 5 секунди, затоа што го спремав плакаро и толку многу објаснував кој е, али што, од каде ми е, колку време го имам, што сакам, што не сакам, што носам, што не носам, и на крај ви имам кажано да ми пишите во коментар лайк доколку мислите треба нови алишта да се купам. Јас немам некој, да речам, не знам колку фенси, скапи работи. Вие сами гледате јас колку едноставно живеам, но знам дека и многу од вас ве интересираат вакви видеа, нормални, да речем. Ето. Никогаш, ама баш никогаш немојте да кревате на броеви што ви звонат од друга држава. Затоа што има премногу преваранти и премногу, како да кажам, може да ве натераат да потпишете некој договор без вие да знаете. Видеото се експортира, сега ќе оставам лаптопов да се полни, затоа што батеријава ми е стварно при крај и чудно е дека толку многу време издржа, толку многу време едитирам, веќе не знам на колку време. Сега пред малце ми се јави Филип, треба да појдам до Медија Маркет заради документите за машината за перење, така да го оставам да се зачува видеото. За тоа време јас ќе појдам таму, се облеков во фустан, ќе ви ги покажам, овие се фустаните од Shein, што треба веќе да снимам видео и да појдам таму да ги завршам тие работи и продолжувам дома. Јас сум дома. Работа не завршив, машината ќе ја земиме утре, затоа што требаше да биде Филип присутен, јас не можев ништо да направам. Дворе прежешко, мислам дека има некаде околу 30 степени, повеќе не се издржува, но тоа што е, мора некако да издржиме. Сега одам да јадам кај мајка ми долу и после тоа продолжувам со моите видеа. Да се пофалам, испив скоро цело шише вода, што е голем успех. Снимив видео Shein Haul, го едитирав и сега го експортирам. Еве може да видите. Многу се чувствувам продуктивно, само што заборавив да ги вратам пакетите од Филип. Имаше неколку пакети, ги заборавив да ги вратам. Но може би ќе појдам попосле, не знам. Сега додека ова видео се експортира, јас веќе ги префрлив претходните видеа што ги снимав од овој влог, што го гледате сега, и тие ќе ги едитирам наскоро, но најпрвен одам да поуживам на тераса. Ќе одам да седам на тераса со татко ми, со мајка ми и чекам да се дојде Филип. Тој ќе се дојде за 1 сат и немам воопшто батерија на камерава, така да одам да ставам сега на полноќ и се гледаме наскоро. Да ви го покажам мојот аутфит. Широки панталони и широка блуза. Сега одам да ги вратам пакетите од Филип на бензиска. На бензиската директно што е до нашиот Макдоналдс, тамани ќе можам да видам до каде се луѓето што работат внатре. Тука може да видите како изгледа нашиот ресторан. Работниците веќе имаат започнато со работа. Нормално како и секогаш имам снимано slow motion
Ја знаете таа моја грешка што ја правам секогаш, затоа што на камерата многу лесно ми се преместува од видео на slow motion, така да ќе ви кажам вака што се случуваше. Тука бевме да го вратиме едниот пакет во DHL, затоа што не можеше да се врати на бензиска. После тоа ви го снимав небото, каква боја имаше небото. И тука е веќе кога си дојдовме дома. Единствено Филип имаше некои обврски со колата, па така да јас ви снимав малце надвор. Тука ви кажав дека си дојдовме и дека планирам да правам вечера, но не бе баш сигурна. И ви кажував дека исто така некои работи од планираните не ни успеа, како например тоа што сакав да излезам в град со девојките, тоа не успеав да стигнам. Тука дојде и автобусот зад мене. После тоа ви ги покажав цвејкината. Сакав да ви ги покажам за да видите од првиот влог во овој период што го снимав до сега колку многу имаат разлика цвејкината, колку сите се расцветани и колку сум знаела јас да ги одгледам. Со тоа се гордеам искрено. И тоа е тоа што се однесува за овој влог, за овој ден. Доколку ви се допадне, ставете лайк, subscribe, а ние се гледаме во мојот следен влог. Чао!